И оние кои што имаа најмногу верба дека ќе дојдат инвеститори, полека ја губат, се разочаруваат и голем дел веќе се иселиле, се иселуваат, а и дополнително ќе се иселат. Тоа ме плаши дека кривопаланчани уште повеќе ќе се иселуваат затоа што нормално е секој еден да бара сигурна екзистенција. Пред само една година имавме убедување дека тројца инвеститори се сериозно заинтересирани да отворат погон. Навистина немаме ништо од тоа. И да, мене ми е значено да имаме отварање на нови работни места во државата, но најзначено ми е во Крива Паланка да има нови инвестиции и отварање на нови работни места. Тоа за мене како пратеник е навистина најзначено. И доколку вие донесете нови инвеститори и отворите нови работни места, ќе го пофалам тој чин, затоа што тоа ќе биде добро за граѓаните на Крива Паланка. Но за жал, до ден денес, невработеноста е уште многу висока. Ми се поставува прашањето и сомнежот дека имавте, господине Зоран Заев, имавте една неславна изјава од Крива Паланка, каде што ги повикавте бизнисмените и собствениците на компании да го отворат кесето и да ги почестат работниците пред референдумот. Се плашам дека оваа ваша изјава ги исплаши заинтересираните инвеститори да дојдат и да инвестираат во Крива Паланка. Се исплашени, бидејќи можно е да очекуваат од вас пред секои избори да барате да го отворат кесето и да ги почестат работниците. Согласувам дека секој инвеститор треба да ги почести работниците за нивниот труд и работа, за нивните работни часови кои што реално си ги имаат реализирано на работните места. Но да ги подкупуваат, никогаш, нити сум поддржувала, ниту ќе поддржувам вакви постапки. Искрено се надевам дека вашата изјава нема уште да влие на нови заинтересирани инвеститори. Може би ќе најдете доблес, ќе ги убедите и ќе демантирате дека нема да им барате војдина рекет и ќе ги замолите да дојдете да инвестираат во Крива Паланка. Затоа што во Крива Паланка има и погони, има и квалитетна работна рака. Барем се уште ја има, ако не се иселат и тие кои што остана. Благодарам. Ви благодарам и вам. Нема дополнително прашање? Нема дополнително прашање.